Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитуван народе македонски. Пред нас е извештајот на Државниот завод за ревизија за 2022 година и одма на почетокот ќе го кажа моето задоволство, затоа што ова е еден од ретките моменти овој мандат кога можеме да зборуваме афирмативно, односно како опозиција да се согласиме со нешто. Иако во ревизорскиот извештај за 2022 година се наведени многу недостатоци во целиот систем, ние сето тоа го прифаќаме и можеме да кажеме дека во цело се согласуваме, затоа што многу од овие тези како опозиција ги збореме на разни комисии, на разни пленарни седници, во разни ситуации и само ја потврдуваат нашата теза дека имаме нефункционален систем во државата, имаме влада која не е заинтересирана да воспостави правна и функционална демократска држава. Ова го тврдам јавно затоа што доколку го погледнеме извештајот за 2022 година на Државниот ревизор, тој е многу сличен со тој што го имавме во 21-а, 20-та и така назад. Ова е од проста причина затоа што не се подобруваат работите. Затоа што тоа што сме го заклучиле и сме го донеле како парламент, како држава, потреба да се надминат одредени состојби, едноставно никој во државата не се труди да ги подобри работите. Целата енергија на владата е концепирана во однос на решавање на својата политика, која за жал не соодействува со потребите на граѓаните и тоа што констатирав функционална демократија. Затоа сме нова дереже каде што сме, затоа имаме нефункционален систем и тоа единствен мотив е немањето волја на владата на Република Македонија од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ да ги решаваат проблемите на граѓаните, да ги решаваат проблемите на институциите, да ги решаваат сите останати проблеми. Да не звучам толку песимистички, реков, ќе го искористам овој извештај и афирмативно да зборувам, работите може да се подобрат. За да се подобрат работите во една држава, најпрво неопходно ви е добра диагностика. Таа диагностика, еден од факторите која добро детектира, е токму овој извештај на Државниот ревизор. Затоа што добронамерно, на многу квалитетен начин, се обработени теми каде што државата треба да посвети внимание за да го подобри функционалниот систем на државата. Не е само Државниот ревизор, тука се пред се и граѓаните на Република Македонија кои цело време детектираат слабости на системот. Тие не може да си ги остварат своите права, загарантирано согласно устав, согласно закони, затоа што не можат да испливат на виделина нивните потреби. Реков, фокусот на владата е нешто сосема друго. Во овој контекст тука само ќе ги наведам уште и Државната комисија за спречување на корупција и криминал, кој е исто така и орган кој даде свој допринос за детектирање на состојбите. Меѓутоа, секако и нашите пријатели од Европската унија го имаме најлошиот извештај на Европската унија за напредокот на Република Македонија. Доволно е да ги сублимирате овие неколку чинители, значи граѓаните, ревизорот, Државна комисија за спречување на криминал, Европскиот извештај, да ги вкрстите податоците, ќе видите што треба да направите. Извештајот на Народниот правобранител исто така може да се искористи, за да видиме што тоа ни треба во државата, за да функционира системот, за да напредуваме во патот кон Европа. Ништо од тоа не презема владата и ништо од тоа не е интерес на владата. И тука е проблемот. Затоа се овие дискусии само заради демократијата, заради процедурите, меѓутоа крајниот резултат е нула. Едноставно, Државниот завод за ревизија си е завршил својата работа со оценка 10 од 10.
Меѓутоа, кој ќе не идете на таа страна, на слепа улица, на глувост, работите се вакви какви што се. Ревизорскиот извештај обработува многу теми. Ги обработува сите сфери готово на живење, од буџет, здравство, локална самоуправа, IT сектор, енергетика, транспорт, образование, култура, спорт, политички партии и така натаму и така натаму. Значи, едноставно посветено е внимание на целокупниот систем во државата. И секаде во секој сегмент е понудено решение, што е најбитно. Да ги оставиме критиките настрана. Понудено е решение како системски да се подобрат работи. За жал, ништо од тоа не е реалност. Почитувам главен државен ревизор, ви честитам и можам да кажам дека ви исполнете главната мисија водење грижа за јавните средства и јавниот интерес. Затоа што со ваков квалитетен извештај тоа едноставно е постигнато. 1242 состојби, 772 препораки, 232 ревизорски извештаи, се импозантни бројки, кои се сработени на висок професионален начин и само го збогатуват квалитетот на овој ревизор. Тоа што и ревизорот спомна, главниот државен ревизор во своето излагање, ќе се задржам на една тема. Може би ова 2022 година едно од најкарактеристичните работи што ни ја обележа, тоа беше енергетската криза. И буквалниот колапс на владата во однос на решавање на овој проблем. Наместо да понудиме решение, ние видовме удар врз државниот буџет, се со цел не да се реши кризата, току да се збогатат одредени фирми, одредени фактори, за да се подобрат контата на многу политичари од власт. Тоа го видовме во енергетската криза, затоа што во истата година ние бевме сведоци на крадење на струја од енергетскиот систем, од енергетската европска мрежа. Ние бевме сведоци на тоа што наши компании не си ги исполнија условите и не ја испорачаа услугата за која беа подпишани договори. И сето тоа на штета на буџетот отиде, не отиде на контата на тие фирми. Тие прогласија стечај. Кому што? Едноставно милионски суми отидоа на контата на буџетот. Фантастични над 300 милиона евра потрошени пари директно бризгување во енергетскиот сектор. Тоа е нотирано во извештај. Огромни пари за набавка на јаглен, нафта, струја. И ако на сето ова го додадеме моментот кој јавно го критикувавме, државата продаваше многу ефтино во одредени моменти сопствена струја. Тоа е комбинација на алчност. Тоа е несериозно однесување. Кога имаме прогласено кризна состојба, на кој начин се троши македонскиот денар, на кој начин се располага со средствата од буџетот. Ова е загрижувачко, ова се сериозни пари. Готово пола милиарда не кошта таа година од енергетски аспект. И никому ништо, едноставно си прогласија енергетска криза, суспензија на законите, суспензија на се што е право и правен поредок во државата. Меѓутоа, тоа не е алиби за да се набавува неквалитетен јаглен, не е алиби за да се манипулира со нафтата, не е алиби да се купува најскапата струја која е понудена на пазар. Затоа што во криза треба да се понашате државнички, едноставно треба да ги решавате работите и да работите во интерес на граѓаните. Меѓутоа, тоа не можеме да го видиме од оваа влада и немното ненародно работење. Ви посакувам, кусум со времето, има што многу да се работи, целосна поддршка, заслужувате и многу повеќе од тоа што го побаравте од собранието, човечки ресурси, соодветно вреднување на трудот на ревизорите, нов закон и tekako потребен за ревизија и така натаму и така натаму. Многу успеси на државниот ревизор визави неуспесите на државата кои ги живееме како македонски граѓани секој ден. Затоа е потребно избори и да се промени оваа ненародна власт.